Со анализите што ги правевме, застрашувачки се резултатите. Особено последнава година, можеби влијание имаше и ковидот, но сепак голем е бројот. Значи, голем е бројот кои што се пријавиле жртви во МВР, а помал е бројот што се пријавиле во Центарот за социјална заштита. Тоа ни укажува дека тие се уморни од постојано кажување и повторување на нивната приказна. Од ќе отидат во МВР, кажуваат што се случи, вака, ќе отидат во центарот и во центарот, ќе отидат во судот и во судот, ќе однесат во болница и во болница, и они се уморни. За да имаат психолошка поддршка, тоа треба да се плати. За да имаат правна поддршка, и тоа треба да се плати. Затоа нашата цел е да тука добијат човек кој што постојано ќе биде со нив, значи психолог и правник кои што всушност добиваат бесплатна правна и психолошка поддршка. Ако треба да одат во судот, нема да одат сами, туку ќе одат со правникот, односно со адвокатката. Ако треба да одиме во Центар социјална заштита, тука сум јас. Значи како психолог сум постојано поддршка. Некој кој што е тука во целиот еден процес, затоа што цело време прераскажување на една иста ситуација е повторно и повторно доживување на самата ситуација и повторно оживување на болката која што веќе ја трпеме. Значи, ние сме баш заради тоа. Кај нас во моментов значи има пријавени доста жртви. Во моментот работевме, во изминатиот период има работено од околу 13 на души, со кои што во последниот период работев интензивно со 4 и можам да кажам дека е добро затоа што веќе едната се вработи, а имаше страв да излезе од дома, затоа што кај независностото беше со демнење, а успеа да се вработи, значи едноставно сме постигнале некаков успех. Друга исто така беше физичко насилство, значи таа чувствуваше страв, намалена самодоверба. Сега веќе имаме како постигнат успех. Веќе тие се посигурни во себе, знаат што сакаат, знаат на кого што, докаде може да му дозволат. Тоа нема да им влие понатаму во изборот на свој друг партнер или сопатник. Така. А која е старосната граница на жртвите? Имаме и помлади, имаме и повозрастни. Разликата е тоа што повозрастните малку повеќе трпат за разлика од помладите. И тоа е добро, затоа што никој денес не треба да трпи насилство, без разлика дали е физичко, психичко, сексуално или економско. Значи едноставно треба да се стави стоп на семејното насилство. Затоа што тоа, како што кажеме, не само што влие лошо на жената жртва, многу индиректно, без разлика влие на децата во семејството. И тие, иако не се можеби директни жртви на насилство, сепак тие се жртва на насилство. Затоа што ако едно машко дете гледа како таткото ја злоставува мајката, голема веројатност да тој смета дека тоа е нормално, затоа што учи по пат на модел. И еден ден да тој самиот стане насилник. Прво ќе почне да ги злоставува другарчињата во училиште, ќе се јави булинг, а потоа може се јави семејното насилство. Или пак доколку детето е девојче, гледа како мајката е жртва на семејно насилство, ќе биде као нормално еден ден и таа биде жртва на семејно насилство.